Долго време по ослободувањето на соседните земји, македонскиот народ остана да робува. Маките и страдањата беа се потешки. И ако се истргнат воздишките од длабочината на душата на македонските маси, од плячкосувањата, од маките и страдањата и од желбите за слобода, и ако се соберат во еден крик, тој би го потресол целиот космос и би го натерал најголемиот тиранин да се скамени. Секоја страница од неговата историја со крв е напишана. Секое место е сведок на ужасни настани. Но борбата меѓу правдата и силата мораше да продолжи. Во 90-тите години од минатиот век, со притисокот на османлиите, особено оној што доаѓаше од соседните пропаганди врз индивидуалноста на македонскиот народ, пред виталните македонски сили се постави дилемата. Или македонците како народ да бидат голтнати од балканските буржуазии, или да се создаде револуционерна организација која ќе го подготвува македонскиот народ за востание против османлиите и за борба против посегањата на соседните монархии. И во Солун, во 1893 година, група интелектуалци револуционери ги поставија основите на Македонската револуционерна организација, која во 1896 година, поради новата ориентација што ја одреди Гоце Делчев, го доби името Тајна македонско-одринска револуционерна организација. Со тоа македонското национално движење од црковно-школски план мина на револуционерно-политички, каде што македонското прашање требаше да се реши во корис на македонците со силата на оружјето. Македонското револуционерно струење, изразено во тајната Македоно-Одринска револуционерна организација, толку нарасна, што македонската национална свест достигна завидна висина и кај просечниот македонски човек. За тешката положба во која живееше македонецот, соопштува во 1896 година гркот Панагиотис Аргириадис во статијата Македонија, што ја објави во францускиот печат. Откако поубавина Македонија ја споредува со Швајцарија, тој пишува: Положбата на Турција е мошна и несигурна и ќе треба во догледно време Македонија да добие своја независност, како што ја добија Грција, Србија, Романија и Бугарија. Престапно е да се остави една таква назадна владејачка, исто така и варварска, која продолжува да угнетува еден народ, толку интересен и толку достоен за слобода, и нели е престапно таква убава земја да не може да биде посетувана, да биде плен на разбойништва родени од гневот и тиранијата на турците. Внатрешната македонска револуционерна организација имаше потреба од надворешна помош. Бугарската влада, користејќи го тој факт, како импозантниот број македонски емигранти во кнежеството со прифаќањето на паролата автономија на Македонија, со крајна неискреност ки изјави:
дека со сите средства ќе го помага македонското движење, за да може и македонскиот народ да се ослободи од петвековното турско робство. Во тоа поверуваа и дел од раководните кадри на внатрешната организација. Од друга страна, таа иста влада се стремеше оваа парола, која стана знаме за сплотување на сите патриотски сили во Македонија и надвор од неа, да ја претвори во парола Македонија за Бугарија. За таа цел кнезот Фердинанд во 1895 година во Софија формира Врховен македонски комитет, што требаше да создаде расцеп меѓу македонските раководни сили, да го земе раководството на револуцијата во Македонија во свој раце и да ја сврти на бугарските води. Во тоа му помага и голем број македонски емигранти со добри чиновнички, офицерски, па дури и министерски места. Тие беа тројански конј сред македонските револуционери, од кој требаше да го земат кормилото на организацијата. Истапувајќи со истата парола автономија на Македонија, дојде до тоа за едно исто движење да се јавуваат два комитети. Еден на тајната Македоно-Одринска револуционерна организација на чело со Делчев, Петров, Груев, Сандански и други, кои се бореа за вистинските стремежи на македонскиот народ, и друг на Врховниот комитет во Бугарија во служба на великобугарската политика за автономија како преодна фаза, по која би требало да се изврши анексија на Македонија кон Бугарија. Ваквите ставови неминовно водеа кон судир меѓу централистите и врховистите. Во тие судири се исцрпуваше силата на ВМРО и исчезнуваа многу видни дејци на организацијата. На крајот, раководството на организацијата ќе падне во рацете на врховистите кои предвреме ќе го кренат и Линденското востание. Фактот што бугарскиот двор во тој период од македонската историја тргна во Македонија маскиран со македонски фрази, јасно зборува дека македонската нација беше значаен фактор за кој мораше да се води сметка. Бугарските аспирации кон Македонија најдобро ќе ги отслика Петар Попарсов, еден од организаторите и идеолозите на македонското револуционерно движење, во статијата "Стамболштината во Македонија и незините представители". Опишувајќи ја ситуацијата во Македонија во 1897 година, англичанецот Вилијам Гледстон ке рече: Уште полошо и посрамно од самата турска управа е постоењето на љубомора меѓу грците и словените и плановите на постојните држави за присвојување на туги територии. А зошто да не биде Македонија на македонците, како што е Бугарија на бугарите и Србија на србите? Еден од пионерите пак на социјалистичките идеи во Бугарија, Ѓорги Бакалов, во поздравот до српските социјалдемократи во 1898 година пишува: За нас социјалдемократите не постои прашањето дали Македонија е српска или бугарска. Македонија е на македонците. Александар Амфитеатров во книгата Земја на раздорот во 1901 година пишува: Во Македонија не е решено прашањето на народноста и тешко кога и да е ќе биде задоволително решено. Ако им се верува на Гопчевиќ и Јастребов, во неа речиси нема бугари, сите се срби. Ако им се верува на Офејков и Маљуков, воопшто нема срби, сите се бугари. Поверојатно од се е дека имаме работа со совршено самостојна гранка на словенството, преодна меѓу бугарството и српството. Една година подоцна, познатиот српски научник и општественик Стојан Новаковиќ во извештајот до владата вели: врз посебна црква, врз посебен јазик и врз посебна автономна организација под заштита на султанот би се засновувала идната автономија на Македонија. За да се подготви ова, се врши агитација во таа смисла меѓу македонците. И македонската социјалистичка група во Софија преку својот орган Политичка слобода ја истакнуваше македонската посебност од 1898 година.
Кон крајот на 90-тите години од минатиот век постоеше и Македонски таен револуционерен комитет, чии основачи биле македонските студенти од Швајцарија. Овој комитет се борел за полна независност и најширока слобода на македонскиот народ. Група македонски интелектуалци во 1902 година, по неуспехот да формираат македонски клуб во Белград, одат во Петроград, каде што заедно со други македонски студенти формираат славјано македонско научно другарство. Тоа се залагало за автономија на Македонија, за посебна црква и јазик. Меѓу членовите на ова другарство посебно се истакнуваат Крсте Петков-Мисирков и Димитрија Чуповски. Особена активност ова друштво ќе покаже по Илинденското востание и ќе отиде најдалеку во прецизирањето на националните цели во борбата за ослободување на македонскиот народ. И покрај успесите на револуционерната организација во подигањето на свеста кај македонските маси, преку четничките агитации и нелегалниот печат, сепак, националната идеја не најде отелотворување на своите стремежи во слободна македонска држава. Тој неуспех не беше од недостиг на национална свест на македонскиот народ. Тоа го забележа и голем број објективни посматрачи како Едмонд Буш, кој констатира: По сите села во Македонија се среќава една народност на селаните, кои говорат на словенски јазик и припаѓаат на источно православната вера, а кои и покрај тоа што се оспорувани од трите соседни држави, српската, бугарската и грчката, на прашањето што се по народност, 9 од 10 ќе одговорат дека се македонци. Неуспехот пред се лежи во империалистичките акции на бугарскиот двор, кој со сите сили се стремеше да ги разбие раководните сили на организацијата како нужен предуслов за територијално заграбување на Македонија. Во тие махинации бугарската влада, осен задкулисните игри и предаствата на турските власти, ја користеше силата на оружјето, како што тоа го направи во 1895 и во 1902 година. Откако не можеа да го запрат предвременото востание во 1903 година, силите верни на македонското дело се ставија на чело на масите во востанието и со прогласување на Крушевската република му покажаа на светот за каква Македонија се бори македонскиот народ. Уште во почетокот на 1903 година францускиот научник и балканолог Виктор Берар по повод динамитните атентати во Солун ке напише: Доскора Франција не ги познаваше македонците. Ние не ги познававме или ги презиравме, зашто за нив дознававме од пакостите белешки на старите и сегашните грци. Амбицијата на една мала држава, егоизмот на една мала нација, не е крајниот идеал на македонците. Да се замени турското робство со грчка, српска или бугарска зависност, за македонците тоа не би било никаква добивка. Тие себе си се нарекуваат федералисти. Во тој дух, во отвореното писмо до грчките граѓани во Мелник, Јане Сандански вели: Ние не се бориме за бугарска Македонија. Ние се бориме за Македонија на македонците. Македонија ослободена од тиранијата. Писмото завршува со повикот: Елате, заеднички здружени поскоро ќе ги скршиме нашите заеднички робски окови. 12-дневната Крушевска република го издаде манифестот, кој покрај целите на востанието и контурите на македонската држава го содржи обраќањето кон турците и албанците со зборовите: Елате, браќа муслимани, да тргнеме против вашите и нашите душмани. Елате под знамето на автономна Македонија, која е заедничка мајка и ве кани на помош. Ура
за автономна Македонија. Илинденското востание е највисокиот израз на македонскиот идеал за слобода. Тајната македонско-одринска револуционерна организација, покрај тоа што се бореше против турските власти, беше принудена да се бори против пропагандите. Најтешки последици по незината работа ќе остави бугарската пропаганда. Исправена пред можноста од натрешната организација да биде истисната од Македонија, Бугарија во 1900 година ќе заземе курс на наложување на своето влијание преку интензивно уфрлување оружени чети во Македонија. Цел на нападите ќе бидат раководните сили на организацијата. Било планирано дури и ликвидирање на Гоце Делчев и Јане Сандански. Се случувале секојдневни предавства. Сите настојувања на организацијата да ја запре врховистичката напаст останале пропусти. Во есента на 1902 година врховистите го испровоцирале така нареченото горноџумајско востание. Резултатната акција беа 14 изгорени села, 37 мртви и над 2000 бегалци во Бугарија. Ставот на организацијата по оваа акција најдобро ќе го искаже Гоце Делчев, изјавувајќи: Додека моето раме ја крепи пушката, Македонија е недостапна за бугарски офицер. Штетите од оваа провокација за организацијата ќе бидат огромни, како што подоцна ќе рече Јане Сандански. По оваа провокација европското мислење уште повеќе го зацврсти убедувањето дека македонското движење е чисто бугарско. На Илинден, 1903 година, македонскиот народ востана. Но народните маси, што зедоа учество во Илинденското востание, се бореа за свој барања интереси. Тие немаа ништо заедничко со сметките на иницијаторите за кревање на предвременото востание. Тоа најдобро го покажа врвните дострели на востанието во краткотрајната управа во ослободеното Крушево. За целите на бугарската пропаганда во востанието сведочи полемиката на Јане Сандански со секретарот на Врховниот комитет Ѓорги Белев на Пирин планина. Јане тогаш ке рече: Зар не е јасно? Вие ја сакате слободата на Македонија и Одринско како етапа за идните ваши завојувања и анексии. Додека за нас слободата, автономијата на Македонија е легната во основата како цел. Ете каде лежи големата разлика меѓу нас, внатрешните, и вас, врховистите. Во разгорот на востанието и со создавањето органи на власта сосем јасно дојдоа до израз стремежите на македонското национално ослободително движење за создавање сопствена држава. Крушевската република, таа мала, но величествена федерација, се изрази како реално востаничко остварување кое докрај ја разоткри смислата и целта на 10-годишниот револуционерен заговор во Македонија. За величината на Илинденската епопеја најдобро сведочат зборовите на Димо Хаџидимов. Ретко се наоѓа пример во историјата на другите народни револуции и скоро нема таков пример да се сплоти еден цел народ, една цела земја под едно знаме и околу една револуционерна цел во текот на неполни 10 години. Тоа стана во Македонија. Тој пример ни го даде македонското население, откако го круниса со овој голем историски настан, што го нарекуваме Илинденско востание. Со Илинденското востание ќе дојде и до определена јасност за диференцирање на доследните од колебливите, вистински македонските од проврховистичките елементи во раководните сфери на движењето. Иако крваво задушено, Илинденското востание ќе се извиши над своето време
и во свеста на сите постилинденски македонски генерации ќе представува идејно знаме и патоказ во борбата до победоносниот крај. Иако за своето 15-годишно постоење внатрешната македонска револуционерна организација не оствари својата цел автономија на Македонија, сепак таа многу придонесе за националното будење и револуционизирањето на македонските маси. Незината најзначајна рожба и Линденското востание ќе остави неизбришливи траги врз македонецот. Водачите на организацијата, како Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Јане Сандански, Димо Хаджидимов и други, што целосно и предано му служеа на делото, народот ќе ги издигне во свој идеали и со нивните имиња и идеи ќе обстојува во најтешките мигови, со нив ќе умира и ќе се бори за своите најсветли идеали. Од примерите пак на врховистичките злодела од тој период, нашиот народ ќе го научи дејствувањето на неговите закрвени непријатели и при првата можност добро ќе ги прочита и ќе ги исправи колку што се може грешките од минатото. Илинденското востание беше повод за Македонија во светскиот печат да се појават голем број написи. Daily News од 12 август 1903 година пишува: И што е тоа неправилно за македонската кауза? Мислам на она што лошо се сваќа и што прилично на широко преовладува во Западна Европа. Македонија за македонците, не велика Бугарија е нашиот идеал, рече попот борец Тома Николов. Востанието е македонско. Вистинските ефикасни боречки чети се македонски. Четите не доаѓаат од Бугарија, тие доаѓаат од македонскиот народ. Попусти беа апелите да се прекрати страдалничката историја на македонскиот народ. Робството продолжи.
Во 1903 година во Софија се појави книгата на Крсте Петков Мисиркот за македонските работи, во која тој го изнесува своето мислење за посебноста на македонскиот јазик. Мисирков тука ги разработува основните прашања на македонскиот национален развиток, прашањата на македонската историја и култура и на македонскиот литературен јазик. Една година подоцна, српскиот писател Андрија Гавриловиќ по повод посетата на театарската група на Војдан Чернодрински на Белград ке напише: Таа прикажуваше на македонски јазик оригинални македонски драми. Со еден збор, имаме обиди на нова духовна култура, литература и уметност, македонска. Веќе самата појава на неговите македонски продукции говори дека стоиме пред зачетоците на нова четврта литература на словенскиот југ, а ние на тоа му плескавме. Јован Цвијич пак во 1906 година ке констатира дека нема сигурни знаци врз основа на кои народните словенски маси во Македонија би се означиле како српски или бугарски. по неуспехот на Илинденското востание, соседите на Македонија од борба за превласт се поголемо место ќе му даваат на меѓусебните договарања за нејзиното распарчување. Така Србија и Бугарија, уште во следната 1904 година склучија таен договор за сферите на влијание во Македонија, врз чија база започна зближувањето меѓу двете земји. И само 5 години по Илинден, македонското ослободително движење ќе стапи во сојуз со младотурците во 1908 година да го исфрли од престолот првиот джелат на македонското востаничко надигање. По победата на младотурската револуција, во македонското револуционерно движење настанува нов момент. Тоа беше слободното политичко изразување и организирање, како и вербата во можноста за сојузништво со турскиот елемент во името на заедничките интереси. Но придобивките од револуцијата постепено беа ликвидирани. Поради расцепот во внатрешната македонска револуционерна организација и се по засилената дејност на соседните пропаганди, исчезнуваа многу видни дејци на македонското револуционерно движење. Од вооружените акции на пропагандите страдаше недолжното македонско население. И кога се консолидираше и се организираше младото работничко и социјалистичко движење во Македонија, и кога левицата на ВМРО на чело со Јане Сандански и Димо Хаджидимов ја истакна програмата дека ослободувањето на Македонија го гледа низ федерација со балканските народи, каде што Македонија би представувала една од федералните единици, дојде Првата Балканска војна. Опишувајќи ја посетата на Македонија, британскиот публицист Ален Апвард во 1907 година ке запише: Јас го прашав него каков јазик тие зборуваат и мојот грчки преведувач невнимателно одговори бугарски. А човекот самиот рече македонски. Јас обрнав внимание на овој збор и очевидецот објасни дека тој не го смета селскиот дијалект што се употребува во Македонија за истоветен со бугарскиот и одби да го нарече со тоа име. Тоа беше македонски. Словенска форма за македонски јазик. Владите на соседните Србија, Грција и Бугарија, што со децении водеа непомирлива борба околу Македонија, на општо изненадување најдоа заеднички јазик околу поделбата на Македонија и врз таа основа во 1912 година ја почна војната со Турција. Председателот на бугарската влада Стојан Данев во Бугарското народно собрание отворено изјави: Бугарија ја објави војната затоа што македонските бугари беа изгубени за нејзината кауза, зашто тие тргнаа по свој пат. Опишувајќи ја ваквата бугарска политика, Димо Хаджидимов во статијата Македонското прашање ке рече:
Во истиот момент, кога Бугарија со солзи на очи почна да и се радува на слободата, на својот кнез, на своите министри, својот стражар, во истиот тој момент бугарските политички и дипломатски сфери го замислија присоединувањето на Македонија кон Бугарија и за таа цел почнаа да влегуваат во односи со владите на оние држави, кои се јавуваа како заинтересирани во делбата на Турција. Председателот пак на српската влада Милован Миловановиќ за време на создавањето на Сојузот за да и даде на знаење на бугарската страна дека нема да прави одстапки од своите барања во Македонија, изјави: Ние сме спремни на се и ќе влеземе во секоја комбинација со Бога или со ѓаволот ако затреба, за да го спречиме решавањето на македонското прашање на штета на нашите животни интереси, без чие завладување за Србија навистина не може да има живот. Овие зборови јасно покажуваат дека Македонија беше само објект на завладување, наспроти упорниот стремеш на македонскиот народ да остане единствен и неразделен. Во името на ослободувањето на христијанските браќа, соседните империалистички држави успеа да ги запалат своите народи, па и македонските маси, и да ги одушеват за светата војна против османлиите, да ги наведат во крвавата бања за остварување на своите плячкашки цели. Наместо слободна и независна Македонија за која се бореа 12.000 македонски доброволци на Тракискиот фронт и повеќе илјади доброволци со Јане Сандански кои го ослободија Пиринскиот крај, македонскиот народ го доживеа најтрагичното што може да го снајде еден народ. Сојузниците по изгонувањето на османлиите си ги задржаа освоените делови. Таа поделба ги доведе до нова меѓусебна војна, Втора Балканска и нова поделба. Следуваше период на најголеми маки и страдања за македонскиот народ. Место едно робство, тројно робство. Македонците присилно се правеа грци, срби и бугари. Попусти беа барањата на македонските прогресивни дејци од Русија, Цариград, од Швајцарија и од други места на Македонија да й се даде автономија. Во рамките на отпорот на македонскиот народ против поробувањето и поделбата видно место зазема македонската колонија од Петроград со своето списание Македонски голос, што излегуваше во 1913 и 1914 година, а на чие чело беше Димитрија Чуповски. Оваа колонија испрати меморандум до мировната конференција во Лондон, во кој се бараше независност на Македонија. Но овој меморандум, како и многуте други апели и петиции на македонците, не беа земени на разгледување. Без резултат остана и многобројните написи за македонската посебност на Македонски голос, како и вториот меморандум до конференцијата во Букурешт. Со Букурешкиот мировен договор македонскиот народ беше разделен на 4 дела. Македонскиот народ ја изгуби заедничката територија, заедничкиот економски и културен живот. Следуваше атак врз македонскиот јазик, политичкото организирање и дејствување врз се што беше македонско. Македонските територии беа прогласени за посебни зони во соседните држави во кои важеа посебни закони. Дејци на Македонската револуционерна организација, како и други македонци, умираа секојдневно по домовите, улиците, патиштата, насекаде.